По студентската блокада која што се одржа пред 2 дена, токму пред ректоратот на УКИМ, и учеството на студентите од студентски пленум на седницата на Сенатот, беше договорено да се формира комисија која што ќе има за цел да го измени статутот на УКИМ во поглед на студентското организирање. Во истата комисија членуваат 7 члена од Сенатот, односно 7 професори, 20 представници од студентскиот пленум и 20 представници од студентскиот парламент. Очекуваме дека представниците на студентскиот парламент ќе бидат представници кои што биле избрани на легитимни студентски избори на матичните факултети. Што се однесува до утрешните избори на председател на студентски парламент, оваа комисија за измена на статутот на УКИМ во делот на студентското организирање е само уште еден доказ дека тие избори утре не смеат да се случат, поради тоа што студентите сега ќе имаат шанса да го изменат статутот, да го демократизираат студентското организирање и да го отворат процесот за сите студенти на УКИМ. Затоа ги повикуваме студентите утре во 12 часот на плато на УКИМ да се приклучат на блокадата на студентските избори. При тоа, како што некои медиуми објавија предходно, подсетуваме дека тоа не е кривично дело, бидејќи ние сите сме членови на студентскиот парламент и како такви ние сме обесправени во делот да можеме под 1 да кандидираме кандидат, под 2 да имаме пристап до правните акти кои што ги регулираат изборите, под 3 да имаме пристап до собранието и до состаноците кои што се одвиваат во студентскиот парламент, каде што се носат одлуките, и затоа студентите имаат апсолутно право да спречат одвивање на избори кои што се крајно нелегални, нелегитимни, особено земајќи предвид кога комисија треба да започне со работа во краток временски период до 15 септември да понуди предлог, текст до Сенатот за измена на статутот на УКИМ во делот на студентското организирање. Мислите дека ќе издействувате нешто со блокадата, бидејќи имаше блокада и за изборот на ректор, сепак се случи? Да, ама сепак се случи и комисија за промена на статутот на УКИМ. Така што верувам дека апелирам на разумот, ако останал тронка разум во студентскиот парламент при УКИМ, апелирам да ги поништат изборите пред да се случуваат било какви сценарија, студентите да се противат на сето тоа. Значи, ова сето може да се реши во институцијата, токму затоа е формирана оваа комисија, за да овој проблем кој што тлее многу долги години, го решиме еднаш за секогаш институционално со највисокиот акт на универзитетот. Еве во однос на комисијата што се формираше за во делот на студентското организирање, дали тоа значи поголема контрола врз работата на студентскиот парламент? Апсолутно ние не сакаме, апсолутно ние не сакаме да дојдеме до ситуација во која што студентскиот парламент ќе биде целосно ставен по ингеренција на универзумот и нема да учествува да ужива никаква автономија. Значи нашата цел не е по секоја цена ние да ги регулираме студентските парламенти во насока на тоа да подлежат на секаква можна контрола од страна на универзитетот. Затоа ние во оваа комисија планираме детално да разработиме предлози преку кои што ќе се овие тела ќе се демократизираат, меѓутоа повторно ќе уживаат некаква автономија во своето организирање и во својата работа. Сето ова ќе биде ствар на договор и консензус. Моделот се уште не е разработен, треба допрва да го разработиме, имаме ние некакви предлози, меѓутоа нема да биде во насока на целосна контрола на студентскиот парламент, бидејќи самите студентски тела мора да останат автономни и независни. Имаш ли информација и од Сенатот зошто не се појави изопшто, зошто немаше пријавено 20 членови од спикување седница? Немаме никаква информација од она што знаеме дека тие се известени, бидејќи самите тие нели присуствуваа на средбата, тоест на сенатската расправа, веројатно се очекува од нив да испратат 20 представници кои што ќе учествуваат во оваа работна група. Сега е нивни ред и апелираме што побрзо да се случи тоа, за да може оваа комисија што побрзо да започне со работа, да имаме повеќе време за работа и да бидеме што поконструктивни во овие 2 летни месеци. Што се однесува, апелираме да студентскиот парламент и сите останати чинители на академската заедница, вклучително и професорите, го земат пред се интересот на студентите, не интересот на една мала група. Најмногу ова се однесува на студентскиот парламент при УКИМ. Значи, мора студентите и интересот на студентите да пренебагне во целата оваа постапка и процедура, и токму за тоа
Бојкотот е еден од алатките за да го привлечеме вниманието за интересот на студентите да дојде повторно на прво место. Понатаму комисијата ќе ги разработуваме детално моделите и предлозите, зашто дополнителна јавност